Уште едно ново издание на емисијата Што не е јасно е пред нас, последно за ова работна недела, а зборуваме за актуелностите поврзани со коронавирусот, за тоа како овој вирус влијае кај срцево болните, за тоа какви оштетувања може да направи, какви симптоми се јавуваат, но и дали оние кои ја примаат редовната терапија треба да направат некои измени во овој период кога не е актуелен вирусот. На овие, но и на многу други прашања вечер во одговор ќе ни даде нашиот гостин, доктор Дејан Ковачевиќ, специјалист по кардиологија од Аџи-Бадем Систина. Добре ни дојдовте во Што не е јасно. Почитување мое до вас и до вашите гледачи и поздрав од мене и моите колеги од Аџи-Бадем Систина, на сите што ме гледаат во моментот. Актуелниот коронавирус кој што е присутен кај нас во нашава земја, чинам дека некаде повеќе од месец дена го имаме, најмногу ги напаѓа оние кои што имаат проблеми со дишните патишта и заболувања на плуќата, никако на втората листа се наоѓаат и срцево болните, оние кои што имаат проблеми со кардиоваскуларниот систем. На самиот почеток би сакала еден вовед, едно ваше гледање на ситуацијата со коронавирусот. А знаете како во историјата на медицината памтим медицината многу епидемии, пандемии и така натаму. За жал еве и во нашиот живот не дочека една пандемија која што се веќе во моментот е во тек со еден вирус, коронавирус, кој што предизвикува едно заболување кој што го знаете сега како COVID-19, тоа е званичното име на самата болест што ја добиваат пациентите. И овој вирус, за жал, се проширни светот, иако се превземаат секакви мерки за да се проба тоа да се сопре и да се спречи, односно да се намалат последиците од самиот вирус. Во моментот, за жал, се случува една пандемија во која што имаме во последните бројки околу 2 милиона луѓе во светот заболени и, за жал, се уште голема смртност од самиот вирус. Кога станува збор за кардиоваскуларните заболувања, една светска статистика вели дека најголем број на луѓето кои односно во светот по смртност, кај луѓето се една од главните причини се токму кардиоваскуларните заболувања или пак болестите на срцето. Еден ваш коментар во делот на светското здравје во моментот имаме две болести кои што се во последниот век битни, две групи на болести. Едната е таа нашата кардиоваскуларната, другата се туморите и неозаболувањата, кои што сега во моментот се многу модерни. Јас како кардиолог се занимавам со лекување и третман на пациентите кои што имаат кардиоваскуларни заболувања. И истите во последните децении, посебно во нашиот район, представуваат еден многу важен ризик фактор за инвалидитет и смртност на пациентите. Зошто во Европската асоциација на кардиологија направена е подела во која што се делат реоните на одлесен ризик. За жал, нашата територија спаѓа по бројот на смртни случаи во текот на една година во зоните со највисок кардиоваскуларен ризик. Така да, како земја спаѓаме во една висока црвена зона во која што превенцијата и работата со нашето население за да се спречи кардиоваскуларната болест ќе треба многу повеќе да работиме, односно тоа да биде што повеќе застапено во нашата пракса. Една следна мисија што би се рекла во однос на превенција за заштита од кардиоваскуларната болест, кога ќе кажете дека имате одреден број над 300 смртни случаи на 100.000 жители така натаму во вашата територија, представува многу озбилен проблем. Така да лекувањето и спречувањето да се појави нешто како проблем би било она што е прво што треба да го постигнеме, односно сите тие ризик фактори што доведуваат до кардиоваскуларно заболување да се модифицираат и да пробаме да имаме поздраво население. Има едно златно правило помеѓу вас докторите кои вели подобро се спречи, да се превенира, наспроти да се лекува. Па во делот на медицината секогаш превенцијата е она што е најбитно, зошто бидејќи ќе направи најмал трошок како за пациентот, така и за општеството, односно ќе зголеми продуктивноста на популацијата, така да ќе може да уживаме сите во повеќе во овој живот. Така. Светската здравствена организација поради коронавирусот најави и назначи дека се наоѓаме во период на една пандемија светска. Но она што се обработуваат, се анализираат секако сите статистики, особено во Вухан е местото каде што почна целото жариште и каде што се стивна целава ситуација. Тек кога ќе заврши или пак кога ќе се појави вакцината, ќе имаме веќе и некои официјални информации, податоци за тоа
колку луѓе во светот заболеле, како поминала целата оваа фаза со коронавирусот, но би сакала да знам дали имате некоја статистика за тоа колку кардиоваскуларните заболувања, колку луѓето со срцевите заболувања се заболени од коронавирусот. Во моментот регистрите кои што втори, се извинувам како оние регистрите кои што во моментот ги добиваме, значи првите што се веќе завршени како регистри, бидејќи званично престана да постои епидемијата во Вухан, они се веќе во завршени, кај ни се обработуваат податоците што ги има добиено. Во светот постои сега едно големо жариште, тоа е Америка, каде што исто така во некој брз период ќе ги добиеме скоро сите тие податоци што ни интересираат. Но статистиката што е најважна во моментот е не е дали луѓето кои што заболуваат имаат кардиоваскуларна болест како проблем. Проблемот е тоа што оние што комплицираат во болеста, тие што ќе поминат полошо во самата болест, што ќе имаат потешка клиничка слика, за жал, и смртните настани се кај пациентите кои што имаат некоја друга болест. Во таа статистика прво место зазема хипертензијата, односно покачениот крвен притисок како пропратна болест која што имаат пациентите кои што имале потешка клиничка слика на COVID-19. Така да тука во моментот главниот проблем на пациентите кои што имаат споредна болест е што за жал кај нив може клиничката слика да биде поозбилна неголи во општата популација која што е без пропратни заболувања. Така да статистиката дали имате хипертензија, дали имате шеќерна болест, дали имате некоја друга прилежан инфаркт, дали сте со исхемична болест, со срцева слабост, дали имате хронична респираторна болест, се тоа податоци кои што во моментот се обработуваат и тие сите хронични состојби знаеме дека кај тие пациенти ризикот ќе е поголем. Но сепак, основниот ризик во моментот за кој што најмногу се бориме, е тоа нашата повозрастна популација да не влезе во овој круг на вирус, биги тука, за жал, одговорот на повозрастните пациенти кон вирусот е многу потежок и поозбилен. Се разбира, и покрај другото, нашите повозрастни пациенти повеќето имаат и некоја дополнителна здравствена состојба која што е присутна. Така. Ја споминавте хипертензијата. Во продолжение би сакала за истата да дадеме еден коментар, да продискутираме и за неја. Хипертензија или висок крвен притисок? За жал, проблемот со хипертензијата, ако порано имаше некоја статистика која велеше дека луѓето некаде над 40-та, над 50-та година се соочуваат со проблемот за хипертензија, статистиката веле сосема поинаку сега, дека и многу помлади луѓе под 40-та и многу под неа се справуваат со проблемот со високиот крвен притисок или хипертензија. Покачениот крвен притисок е болест на модерните луѓе кои што за жал почнувањето и развојот на болеста зависи од она што го правиме во нашиот живот. Е поврзано со нивното секојдневие, тука е стресот кој е задолжителен кај секој. Имаме стрес кој што трае веќе со години, не прати во нашата начинот стил на живење, бркањето на се оно што треба околу нас да го завршиме, стресот се појавува. Начинот на исхрана кој што го имаме во моментот, се уште не сме стигнати во делот да во свесноста кај нашето население дека треба здраво да се храниме, дека треба да имаме физичка активност која што ќе биде секојдневна за да се одржиме во добра физичка кондиција. И оној дел кој што најмногу го имаме проблемот кај нашата популација која што знае дека е здрава, се осеќа здрава и не сака да прифати дека треба да се направат прегледи, проверки и да се почне со некаков третман за нешто, бидејќи вие во принцип немате никакви потешкоти. На случаен преглед ви мерат дека имате покачен крвен притисок и ви кажуваат дека имате болест која што се вика хипертензија, а вие велите јас немам никаков проблем, вие мене сега зошто ми кажувате дека треба да се лечам. Многумина живеат со хипертензија и сметаат дека апсолутно нема потреба да имаат одредена терапија која не им пречи во секојдневието. Токму затоа и се нарекуваат и во убиец. Треба ли да има одредена симптоматологија која? Она што секоја болест може да даде, може да биде посимптоматска, помалку симптоматска. Хипертензијата дава некои неспецифични симптоми. Најчесто тоа се главоболки, не може некојаш да завршите со своите активности, некои нелагодности во градите може да се јават и така. Се тоа некои неспецифични симптоми, не толку изразени во одреден период, во одредено време. Пациентите
доаѓаат затоа што имале главоболка, посебно се жалат во тилот, ги болело, провериле притисок, па извиделе дека нешто малце е покачен притисокот. Меѓутоа, она што нели како медицина не интересира е да видиме дали тоа што им се случувало на пациентите во годините што претходно имале покачен притисок, а не знаеле, дали нешто се случило како некакво оштетување. Така да хипертензијата како болест бараме таргет органи, односно дали делови, дали некој дел во нашиот систем се случило некакво оштетување кое што понатаму може да биде проблем во животот. Хипертензијата како болест може да биде директна со појава на или поради нагло покачување на притисокот, во акутни кардиоваскуларни состојби да влезете, акутна срцева слабост, акутна дисекција, раскинување на големи крвни садови. Значи може да биде и акутна компликација, но најчесто се тоа хронични, полека настанати компликации во текот на животот кои што ги добива. Така. Ако на почетокот на емисијата рековте кога станува збор за кардиоваскуларните проблеми, дека најдобро е да се спречи откако понатаму да се лекува, за да и вие докторите имате многу повеќе работа, но и нели самите пациенти понатаму, самите луѓе ќе имаат понатаму поголема штета. Моето следно прашање е токму за трендот на зголемувањето на заболувањата со кардиосистемот или кардиоваскуларните заболувања. На што се должи овој тренд на зголемување? Ова не е само кај нас статистика, туку и генерално во светот. Имаме две работи кои што сега во моментот се случуваат, а тоа е се постара и постара популација во светот. Тоа е еден од проблемите кои што не можеме да го смериме, дека луѓето стануваат се повозрастни, односно постари, векот на живење станува подолг и така натаму, тогаш овие проблеми ги има се повеќе и повеќе. Меѓутоа и оној дел кој што нели во моментот има многу работи кои што порано не биле достапни, значи имаме повеќе храна, имаме нели оние 4 убици од кои што едната солта е многу застапена во исхраната и така. Имаме млади луѓе кои што сите бркаат нели да постигнат некаков рейтинг во својот живот, да стигнат до нешто, да направат нешто. Многу се малце луѓето кои што не се заинтересирани да им е подобро во животот. А таа борба во животот колку е корисна, си носи своји последици. За жал си дава и своји последици по нас. Сила има данокот. Така. Како ќе успеете да се научите да живеете со стресот кој што е околу вас, толку ќе имате понатаму помалку последици. Тоа се вели правилно менаџирање на стресот кој никој знае да го направи. Тешко знаат луѓето да успеат во тоа менаџирање на стресот, иначе цела Западна Европа имате еден куп на мои колеги кои што се нели психијатри и психолози кои што се занимаваат баш со овој проблем. Како да го менаџирате стресот на вашите клиенти? Кога станува збор за ризикот од срцевите заболувања, постојат и два фактори, едните на кои што можеме да влијаеме и едните на кои што не можеме да влијаеме. Едните на кои што не можеме да влијаеме, тоа се оние наследни болести кои што ги имаме од нашите предци, тука е полот, возраста, кои исто така се битен фактор, но останатите на кои што можеме да влијаеме токму нешто и го споменавте пред малку, тоа е стресот, дебелината, неправилниот начин на живот, физичката активност, пушењето цигари и ред други. Знаете како кардиолошките асоциации во светот постои Европското здружение, Американското здружение, Австралија, Канада, англичаните или Great Britain, они се као посебни и така натаму. Сите збориме во моментот за модулирачки фактори и немодулирачки фактори. Немодулирачките фактори е вашиот пол, има разлика помеѓу мажите и жените, нели во полот кој што сме, возраста. Дали сте во возраст која што е на 40 години, 50 години, 60 години, таа статистика е различна за секоја таа возраст. Меѓутоа, факторите кои што можеме да влијаеме, тоа се покачениот крвен притисок, начинот на живење во кој што имате пушачи и непушачи и нивото на маснотиите во крвта кои што се многу битни за појава на атеросклерозата и кардиоваскуларните заболувања понатаму. Така да кога збориме за овие фактори, сигурно дека полот не можеме да го смениме. Нашата возраст се надевам дека сите ќе успееме да доживееме длабока старост. Меѓутоа, оние болести на кои што можеме да влијаеме, оние состојби се тие. Значи, треба да работиме што повеќе меѓу нашата популација, која што за жал се уште има голема инциденца на пушачи. Се уште има млади луѓе кои што почнуваат со, нели, да се стануваат
пушачи. Имаме, за жал, генетика во која што покажува дека нашето население има генетски наследен висок холестерол, кој што може да се влијае. Влијанието може да биде на два начина: да се научиме да користиме здрава храна, да се научиме да имаме физичка активност која што ќе биде 45 минути секој ден нешто да правиме физички за да потрошиме вишокот енергија, и се разбира доколку не успееме да ги модифицираме тие фактори со здрав начин на живење, постојат и медикаменти кои што треба да се користат уште рано во животот доколку сакаме да ја одложиме кардиоваскуларната болест. За прекомерната тишина се вели дека е еден од причините кои може да придонесе за смрт од коронавирусот. Како го јасноста, дебелината, тука ќе го споменам метаболниот синдром, влијае толкому и е поврзано оној дел кој што во моментот се случува и оној дел кој што го имаме, за жал и кај нас се случуваат помлади пациенти кои што се обезни, помлади пациенти кои што имаат релативно здрав организам, меѓутоа со метаболен синдром, со некои состојби кои што се во нарушување на метаболизмот, им се случува да комплицираат во однос на ковид како болест. Ковидот не бира граници, не бира пол, меѓутоа кога имате некоја состојба која што ве прави ризичен, таа ќе направи, за жал, некогаш и да се случи и тоа да се развие брза клиничка слика која што многу комплицира и така натаму. Сите пациенти кои што имаат некаков проблем со нарушување на дишните патишта, обезноста прави компромитација на дишењето, метаболните болести прават таложење на одредени материјали каде што не треба, шеќерната болест прави вискозитетот на крвта и така натаму. Има многу работи кои што би се случуваат во организмот кога нешто не е како што треба. Сите тие некои работи доведуваат да ризикот од оваа болест ковид биде поголем кај вас, затоа што имате некоја пропратна болест. Се разбира, начинот на кој што треба да си помогнете себе си е пак физичката активност е оној главниот момент кој што ќе ви помогне да вашиот имунитет, вашиот систем на заштита се подобри и биде во подобра состојба. Намалувањето на килажата не се работи за диетите како главно оружје за тој дел, меѓутоа здравата исхрана ќе доведе до тоа. Да вие и вашата килажа ја смалите, сето тоа се подобри во овој момент. Посебно сега кога имате и убав мотив, нели? Здравието пред се друго. Апсолутно, здравието пред се и друго, особено сега кога сите треба да сме многу по-предпазливи и внимателни. Ќе прашам јасно, гласно и директно. Колку е опасен коронавирусот за срцево-болните? За жал, она што во статистиката на комплицираните пациенти стои е дека повеќето од нив имале кардиоваскуларно заболување. Значи, оние што имаат ризичен профил се со кардиоваскуларни заболувања. Ова што го знаеме кај оваа популација е дека овие состојби може да пројават нели покомплицирана сама ситуација, бидејќи коронавирусот кој што го напаѓа белодробието доведува до помало ниво на кислород во циркулацијата, што повторно влијае на кардиоваскуларните заболувања и обратно кардиоваскуларните заболувања, влошена циркулација и сето тоа друго влијае да вирусот подобро се развива. Сето тоа е во еден круг кој што за жал е зачаран. Што препорачуваме, нели? Тоа е на првото. Социјалната дистанца. Ги замолуваме сите наши хронични пациенти да се придржуваат на тоа начело кое што вели 2 метра од соседното лице кое што доаѓа кај вас. Ве молам, држете се на таа дистанца од 2 метра за да шансите да го добиете вирусот бидат сведени на минимум. Тука си задолжително маските за лица кои што се препорачуваат, антибактериските гилови, ракавиците исто така. Оној дел што го имаме како заштитна опрема и така натаму, нели користењето на маска треба да биде правилно користена, нели да се стави како што треба, да се извади како што треба. Користењето на ракавици, кога ќе ставите ракавици, не значи дека вие ракавиците што ги имате не треба да ги сперете рацете. Значи веднаш кога ќе ги тргнете ракавиците, ве молам, исперете ги рацете повторно, бидејќи иако е таа заштита се бара дезинфекцијата да се направи со сапун или со алкохол и после вадењето на ракавиците. Се замолуваат сите наши пациенти, пробајте да не се допирате за очи, за лице, за уста. Пробајте кога сте надвор од испраните раце и не знаете дали сте ги испрале рацете, да се заштитите себе си.
И за колку помагаат оние антибактериски гилови? Апсолутно, Средствата за дезинфекција кои што сега се доста актуелни и се најбарани и во маркетите. Сега правиме муабет нели за бизнисот со дезинфекциенсите, апсолутно секој дезинфекциенс од сапунот, алкохолните дезинфекциенси го убиваат вирусот. Така да техниката на перење раце ја користат сите хирурзи, бидејќи за да влезете во сала, да оперирате пациент, да направите некаква интервенција, мора да имате некоја техника да го заштитите пациентот. Вие сега не го штитите пациентот, ќе се штитите себе си што ќе ги исперете рацете. Она што во моментот ќе го научите сите како хирурзите ги перат рацете. Во Англија ја пуштија песничката Happy Birthday to You, ги учат децата да ја пеат песничката цела да се испеат и да си ги исперат рацете додека трае песната. Тоа е времето од 30 на секунди кое што треба вие хемиски да помогнете да се отстранат сите вируси и бактерии што се на вашите раце. И на задолжително има нели правила? Да, правилата како да ги вртите рацете, како да ги трљате меѓу и така натаму и со показ дека не е само дланката, него и другата страна треба да се исчисти, значи целата двете страни од рацете треба да се исперат. Така. Во продолжение би сакала да коментираме за тоа дека голема е низата на кардиозаболувања. Постои ли некоја разлика ако се направи помеѓу тоа полесно ризични и потешко ризични пациенти или заболувања? Како и едните и другите би реагирале кај коронавирусот кога станува збор за... Оној дел кој што го имаме во моментот, хипертензијата представува една во наводници најчеста кардиоваскуларна болест и не со тешки последици веднаш директно за пациентите. А тешките болести, срцевата слабост и така натаму се можеби поризични во акутна фаза на коронавирусот, меѓутоа статистиката што искача во моментот е поразителна за сите кардиолошки болести, односно секоја кардиоваскуларна болест може да доведе до развој на компликација на вирусната состојба. А компликациите може да бидат и директно од вирусот, искачаат се нови публикации, како и сите вируси, може да бидат оштетени ткивата не само на белите дробови, него може да биде оштетен црниот дроб, може да биде оштетен мозокот, може да биде оштетено и самото срце како воспалителен процес кој што ќе го зафати срцето. Она што не е многу специфично нели за овој вирус, не е многу директно срцево нападлив, односно веднаш дека го напаѓа срцето, меѓутоа за жал присутни се случаи во кои што коронавирусот го нападнал и мускулот на срцето, односно предизвикал воспаление на мускулот, кое што може да биде директно последица за појава на смртен исход кај болеста. Така. За тоа како влие вирусот во телото на срцево болните, за кои дали симптомите на коронавирусот кај пациентите може да бидат поинакви, драматични и слично. Нива прашав исто така и за терапијата која што ја примаат хронично болните. Дали ќе треба да направат одредени измени, одредени промени, дали ќе треба да се консултираат со својот доктор и така натаму. Има уште низа на прашања кои што ќе бидат поставени вечерва, во што не е јасно, но секако тие ќе продолжат по рекламите. Следуваат реклами. Коронавирус и срцевите болни, ова е темата на која што зборуваме во што не е јасно вечерва. Наш гостин во студиото е доктор Дејан Ковачевиќ, специјалист по кардиологија од Ачибадем Сестина. Едно потсетување на оние кои што можеби малку подоцна се вклучија во емисијата. До сега кажавме многу работи, а во продолжение би сакала да зборуваме директно за тоа како влијае вирусот во телото кај срцево болните. Вирусот е нешто што нели може да нападне било кој дел од вашето тело. Овој вирус е тропен за респираторниот пат, меѓутоа оштетувањата кои што може да ги направи може да бидат секаде. Директно и на нашето срце, со директни последици по срцевата функција и така натаму. Оно што повеќе би зборел кај овие работи кои што постојат кога ќе се случи да сте срцеболен и имате оваа болест, нели е прашањето како да понатаму се однесувате кога ќе се случи тоа. Барањето е да бидете во еден апсолутен мир, да немате дополнителен стрес, да ги почитувате нели оние одредби кои што следат за лекување на било која вирусна болест.
Значи, во праксата која што до сега сме имали, до која до сега нели сме работеле, е дека пациентите кои што се со било како вирус, порано беа нели друг тип на вируси, најчесто вирусот на грип, секогаш беа препораки дека пациентите треба да ја земат редовната терапија, да земат доволно течности во текот на денот, физичките активности да се сведат на минимум, да биде пациентот во еден апсолутен мир, за да болеста колку што може побрзо заврши и се смири. Така да директното влијание на вирусот, како и сите други вируси, може да биде присутно врз нашето срце и за да последиците бидат што помали, се бара апсолутно да се почитува болеста во моментот. И сами на своја рака терапија апсолутно никако? Да, лековите се нешто што во моментот многу постојат многу студии кои што се во тек, испитувањата, секоја недела искача кој лек е подобар, ќе биде подобар и така натаму. Но за сега директен препарат кој што ќе помогне за болеста не е се уште званично објавен. Постојат повеќе испитувања во кои што има различни типови на препарати. Она двојна терапија која што се користи со антималаричниот и антибиотскиот препарат во моментот, статистиката покажува дека кај пациентите кои што ја користат, вируленцата, односно присуството на вирусот се скратува. Така да пациентите кои што земаат оваа терапија, време траењето на вирусоносителството е помало. Се уште нема званична став дали ја намалува тежината на болеста, дали инциденцата на подобрување на состојбата со користење на оваа комбинација е таа што е избрана. Соодветната комбинација. Да, постојат уште неколку препарати кои што се антивирални, кои што се пробува да се користат. Искача последнава недела една посебна група на антивирусни лекови кои што се вели дека најверојатно ќе бидат најсоодветни за пациентите кои што имаат малце поозбилна состојба и озбилно лекување. Има неколку лекови кои што се користат во светот на животните, кои што се завршени само во инвитро студии. Се уште нема студии врз луѓе, односно хумана популација, да се види дали нивната активност ќе биде добра, но се знае дека тие лекови, антихелментици, делуваат поволно на ткивните испитувања и доаѓа до губиње на вирусот од ткивата кои што се тестирани. Така да тие тестови ни даваат надеж дека во некое сепак време е потребно, значи има правила на колку време треба да се заврши некоја студија, бидејќи имате различни нивоа на степени на студијата во која што се прави, за додека заврши сето тоа предклиничко и клиничко иследување и да дојде до одобрување за користење во хуманата популација на лекот. Овие два лека што се антималарикот и антибиотикот се лекови кои што од претходно се користат во хуманата популација за лекување на други состојби и нивниот поволен ефект во лекување на оваа состојба се користи. Така да тие како лекови се дозволени за употреба во хуманата популација и тука немаме никаков проблем во користењето. Но земањето на лековите превентивно за да вие не добиете болест, нема никаква смисла, бидејќи овие лекови се лекови кои што знаат да предизвикаат проаритмија, тоа е неправилна срцева работа и самите по себе да бидат ризични кај некои луѓе, кај некои пациенти кои што може да им се случи напад во кој што ќе добијат пребрза срцева работа и за жал нагла срцева смрт заради употреба на лекот. Заради тоа не треба нашите граѓани сами да го набавуваат лекот и да го земат без да бидат прегледани од специјалисти кои што ќе ми ординираат таа терапија. Многу од граѓаните ги следат социјалните медиуми со разни препораки за тоа како да се заштитат од коронавирусот. Ќе споменам употребата на сода бикарбона. Многу мина прават гаргари со сода бикарбона, често ја употребуваат во својата редовна исхрана. Тука е секако морската сол, еден клип кој што излезе по социјалните медиуми за тоа како во одредени земји се користи многу екстремно морската сол за да се направи една превенција од COVID-19. Тука се алгите кои што се препорачуваат дека треба да се консумираат и ред други препарати за кои што или комбинацијата, не знам дали ја споменав ѓумбер и мед, која исто така била дека е магична за да
за да се помогне. Колку сите овие и низа на други, ајде би рекла, природни ликови може да направат оштатување, особено кај срцевите болки. Видите вака сега, користењето на здравата храна, бидејќи користењето на морска сол, користењето на мед, користењето на ѓумбир, се тоа здрави продукти. Користењето на пробиотици во моментот, имуномодулатори сите, нели се што постои тоа, се некои помошни средства кои што може да ви го подобрат имунитетот и здравствената состојба во моментот. Не можам да кажам дека се тоа лекови на избор, бидејќи тоа не се лекови. Так. Значи тоа се помошни средства кои што луѓето може да ги користат во одредени количини, нели, кои што се препорачуваат за здрава исхрана како нутритивни компоненти кои што ќе ви помогнат во подигање на имунитетот. Во целата таа приказна цинкот најмногу го спомнуваат како антивирален лек кој што многу ќе помогне за да ви се помогне. Д-витаминот исто така. Да, сите тие елементи кои што ви помагаат вашиот имунитет да се подобри. Се тоа помошни средства кои што не се директно медицински оправдани како медицинска терапија. Тие се помошни средства во кои што вие пробувате со подобар стил и начин на исхрана да си помогнете себе си и вашиот организам да го воведете во подобра кондиција. Подобрата кондиција ќе значи на организмот и подобро справување со можноста да се заразите од вирусот и како него полесно да го поднесете. Така. Во продолжение сакам да искоментираме за симптомите на коронавирусот и луѓето кои што имаат одредени срцеви заболувања. Дали има никоја подраматична слика? Дали има никоја различна симптоматологија кај овие луѓе за разлика од оние кои што не може така да се подели. Не може така да се подели коронавирусот, односно болеста ковид. Имаме група на пациенти кои што развиваат многу лесна клиничка слика. Тоа се пациенти кои што имаат чувствена настинка 2-3 дена, кои што имаат некоја субфебрилна температура, некоја нелагодност која што трае многу кратко и после тоа немаат никакви потешкоти. За жал, другата група на пациенти се тие што се со можеби драматична слика, потешките компликации кои што ќе направат. Меѓутоа се уште нема директен показател зошто нели ова се случува кај едни, ова не кај други. Знаеме дека пак ќе се вратиме срцевите болни, пулмолошките заболувања, ендокринолошките заболувања може да доведат до подраматична слика. Посебна група во овие пациенти спаѓаат имунодефициентните пациенти, кои што се за жал најризични од ковид. Меѓу првите пациенти што ги имаше во светот на спортот имаше едно младо момче 20 годишно кое што за жал заради лимфом во моментот и ковид заврши лошо во Шпанија, така да болестите кои што ги имате од различни типови во моментот, кога постои ваков вирус кој што е многу озбилен, кога не постои можност, нели немаме претходно, не сме се сретнале претходно со вирусот, па да имаме имунитет, може да направи повеќе компликации. Кардиолошките заболувања како најчести во моментот представуваат и најголем ризик, бидејќи сепак бројот на кардиоваскуларни пациенти во светот е најголем. Како што искоментиравме на самиот почеток дека навистина зголема на бројот на лицата со кардиоваскуларни заболувања. Не постои вакцина за COVID-19, за актуелниот коронавирус, но затоа постојат тестови, постојат тестирања. Постојат од оние истражувања кои ги направив, два вида на тестови. Би рекла, оние брзи тестови кои што ни даваат информација дали сме го прележале вирусот или не, и оние останатите тестови кои што се тестови за доказ на антиген. Прават детални подетални анализи. Едните се антитела, другите се антигени. Тоа се два различни пристапи во решавање на ист проблем. Не можеме да ги поделиме тестирањата на дека се овие тие што кои се подобри или кои се полоши. Имаат сите свое место зашто би требало и кога да се користат и како да се прават. Кој е радоста? Ти објаснате ни убаво. Користењето на кога имаме пациент кој што е симптоматски, треба веднаш да провериме дали постои антиген во него. Антигенот ќе ни докаже дека пациентот е носител на вирусот. Тоа ќе ни помогне да него го изолираме и целата околина која што е околу него ја претестираме. Околината која што е околу пациентот
медицинските работници кои што биле во околу пациентот може да се тестираат и со брзите антитела тестови. Тоа се тие оние рапидни тестови кои... Да, брзите кратки тестови во кои што ќе видиме дали околината околу него, која што во моментот била присутна, била некогаш во контакт со коронавирусот или ако нели сакаме да направиме подобра статистика, да видиме дали некој од нив веќе е имун према оваа болест. Така да тестирањата кои што би ги правеле, кои што би ги извеле и би ги правеле, секогаш би правеле двата теста. Дали би бил брзиот тест прв или би бил антигенскиот тест. Брзиот тест би било за да видиме статистички колку имаме ризик во одредена популација на веќе присутен. Тој побрзо дава резултати ако се направи сега? Тоа се техника, побрза техника на иследување, која што би требало за 20 на минути да ни се покаже во крвта дали имаме антитела спрема вирусот. Додека антигенската реакција сепак е тоа малце техника која што трае повеќе време припрема на материјалот и во наредните 24 часа ќе може да се добие резултатот. И едниот и другиот тест имаат степен нели на точност и така натаму, и двата теста не се апсолутни, нели не може секогаш со тестирањата да докажеме дека е апсолутно точно. Не постои ни една работа во медицината што сме 100%. Тоа е нели дел од статистика. Така да брзиот тест ќе ни даде некоја информација, антигенскиот тест ќе ни даде некоја информација. Што е она што е последно околу брзиот тест во светот во моментот? Брзиот тест ќе ни ги најде ковалесцентите. Тоа е посебна група на пациенти кои што се носители на антитела, кои што во светот веќе почнуваат максимално да се припремаат како терапија за тешките пациенти. Бидејќи се тоа готови антитела кои што ќе ги дадеме на таа популација на тешки пациенти, за да може да ја стабилизираме нивната состојба и да успеа да ја издржат подобар одговор на... Така да, главниот правец кој што американците најмногу нели го дадоа во тој брз тест е баш овој. Да може да се откријат пациентите кои што веќе имаат антитела и да може да се искористи нивната плазма, нивниот продукт од крвта во лекување и третман на најтешките пациенти. Така да, тоа е една од многу добрите користи на овие брзи тестови. Брзиот тест може да го направите и кај сите значи имате пациент, неговата фамилија, неговите блиски, сите тие можете прво веднаш со брзиот тест да ги проверите дали некој од нив веќе ја прилежал болеста, односно можете после 14 дена да докажете дека пак кај овие можеме да ги искористиме за правење на антитела, серум, или имате различни типови на серум за лекување на одредени болести. Така да и овде имаме исто таква една припрема во која што треба да ги најдеме оваа група на наши согаѓања, тоа се тие ковалесцентите кои што ќе имаат антитела за да може да ни помогнат во справување со болеста. Ако ставот на Светската здравствена организација е дека треба да имаме масовни тестирања, или она како што велат тие, тестирај, кај нас не се прави или масовно тестирање, на кој е вашиот став во поглед на ова прашање? Знаете како најинтересната приказна... Ваше лично мислење сега барам по приказна е во еден остров кој што е на Исланд, нели, кај што се Данцеве и така натаму, во кој што постоела лабораторија во која што имало некој доктор ветеринар кој што се занимавал со вирусологија кај рибите, лососите, и он имал спремна лабораторија која што може да прави многу тестови. Оној најголем технички, значи, што успеал господинот, правил тестирал и на тој остров инциденцата на болеста е сведен на минимум. Зошто? Бидејќи он веќе бил спремен да може да се направат многу тестови. Така да, спремноста на државите колку тестови може да направат, ја имаме пак оваа можност, нели? Антителата, брзите тестови, можете многу пациенти да истестирате на поедноставен, побрз начин, бидејќи лабораториски техниката е побрза, а другиот дел се нели испитувања кои што треба многу спремни лаборатории. Тоа сега во моментот се случува кај нас, почнува да се зголемува бројот, бидејќи повеќе лаборатории почнуваат да работат и нашата лабораторија е спремна и за антигенски и за антитела тестирање. Значи, во болницата можете да направите тест дали сте носител на вирусот или сте носител на антитела на коронавирус присутни во вашиот организам. Така да, што ќе користите во моментот, колку ќе правите тестови,
Се зависи, повторно, правењето на тестови, бројката се сведува на она што треба да го направиме. Тоа е прво прашање, сите оние што биле во контакт со некој што веќе е болен, треба да се проверат. Дали ќе го проверите со брз тест, дали ќе го проверите со антигенски тест. Значи, се е тоа што ќе, како вашиот систем ќе се организира. Тоа е право на нашиот систем како ќе реши. Меѓутоа, она што е стварно доказ е дека колку повеќе ќе тестирате, толку повеќе можете да изолирате пациенти кои што се со болеста и асимптоматските пред се. Значи, можете да направите корекција на движење на тие луѓе, односно да им забраните да се движат, да останат сепак како носители на вирусот дома и да не ја шират болест. Ќе се направи на поголема превенција, разлика од ќе се успее да се зголеми бројот на изолирани личности, односно носители на вирусот, со тоа што ќе знаат дека се носители, бидејќи сепак асимптоматските носители не ни знаеле дека биле болни. Така. Ајде малку да ги скоментираме и оние кои што примаат хроничната терапија, оние хронично болните кои што се земаат редовна терапија. Ќе треба ли сега во овој период да ја зголемат, да направат некоја корекција и да направате некоја промена во однос на стилот на живење? Ги споменавте пробиотиците, треба ли малку повеќе да се работи на имуниот систем, особено оние кои што примаат редовна терапија? Која ќе биде вашата препорака? Има различни гледишта како ќе работите во моментот со здравата популација, како со заболените. Здравата популација секогаш треба да си продолжи со својата терапија, односно луѓето кои што немаат ковид, треба да си продолжат со својата терапија, не треба да прават промени во моментот кога трае оваа пандемија, зошто бидејќи секоја промена бара адаптација на новата терапија, стабилизација на пациентот и така натаму. Зимањето на редовната терапија, која што ве одржува во добра здравствена кондиција, посебно за кардиоваскуларната болест, е нешто што е препорачено во било каков проблем, така да и во оваа пандемија истото се препорачува. Нема потреба да се плашите дека ако зимате некоја терапија која што е поврзана со срцевото заболување, ќе ви ја промени состојбата. Ако се случи да се разболите и имате ковид, тогаш прашањето на третманот и лекувањето на кардиоваскуларното заболување за време на вашата болест треба да биде сепак во договор со стручно лице, со кардиолог, кој што ќе ви помогне да ви објасни што треба да се даде, што треба да се одземе, дали има потреба нешто да се коригира и така натаму. Зошто? Се уште податоците кои што искачаат дека некој лек можеби ја влошува состојбата кај пациентот кој што е со ковид, односно не ја влошува, е многу мал податок. Значи се уште се работи за статистики кои што се по број недостаточни за да бидат употребени. Сепак медицинскиот дел мора да се базира на вистински податоци. Тие вистински податоци кога имаме некој збирен регистер, се регистри. Не се они студии и исследувања кои што покажуваат одредена фактичка состојба, него се регистри. Што во реалноста се случило и што може да се очекува. Така да не очекувам дека ќе правиме студии во моментот како делуваат кардиолошките лекови на ковид, меѓутоа искуството ќе ни даде во некој наредно време правило да можеме да збориме дека овие лекови помагаат, овие лекови не помагаат. Оно што го знаеме само е дека лековите кои што делуваат на имунолошката реакција може да бидат опасни. Тоа се сите имуносупресивни лекови кои што би можело пациентот да ги прима од различни групи, различни типови на лекови, така да пациентите кои што имаат имуносупресивна терапија заради например како трансплантирани органи, бубрези и така натаму, мора да бидат во посебен контакт, во посебна заштита со своите доктори за нивниот третман. Не како кардиолог, него како некоја одредена специјална состојба. Дали ги препорачувате оперативните третмани во овој период? Се што е ургентно мора да се третира. Значи, но се што може да се одложи? Се што е она што треба да се направи, да се заврши, треба да се заврши. Не можете пациент кој што има коронарна болест висока ризична да го чекате да помине коронавирусот, а да не го третирате, односно да го ставите пациентот во двоен ризик.
Двојниот ризик е овој. Пациентот знае дека е болен, дека има кардиоваскуларна болест која што треба да се оперира, а живее во страв да не се разболи од ковид. Така да вие му правите двоен стрес на пациентот во моментот, доволно е што се плашат од ковид, мора да се организира и другиот дел од медицината. Инфектологијата во моментот, за жал, е врв кој што мораме да го пратиме сите, да се заштитиме прво себе си, па после околината. Ви благодарам многу што одвоивте време за Алфа телевизија и за емисијата Што не е јасно. Остана уште многу прашања нејасни, но ќе имаме простор да ги разјасниме во некое ваше следно гостување. За сега, уноку временски колку што сме лимитирани, се надевам дека успеавме да им помогнеме на нашите гледачи со сите овие совети кои ги дадовте во емисијата. Ви благодарам за поканата. И вам уште еднаш за тоа што бевте гостин вечерва во Што не е јасно. Почитувани гледачи, останете дома, останете со програмата на ТВ Алфа. Ви благодарам што бевте со нас. Довидување.